Судењето за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски продолжува денеска. Ова ќе не биде во фокусот на вниманието во следните минути. Една тешка и болна тема кога се работи за тоа што ни се случи. Што се очекува од денешното судење? Па има, мислам, 5 нови треба да сведочат на барање на обвинителството. Денеска, значи во среда и во петок е закажено уште едно рочиште, каде уште нови 5 треба да сведочат за да се подкрепат оние, како да кажам, оние обвиненија што го, или обвиненија бидејќи се повеќе луѓе, што беше поднесено од јавното обвинителство. Предпоставувам дека деталите се секогаш интересни за нашите читатели, за нашите гледачи, ќе ги имаме и денеска сите. Иако морам да признам дека што повеќе знам за тој случај, мене ми е многу потешко. Да, апсолутно е така. Колку помалку знаеме, можеби и подобро. Ништо не можеме да смениме, за жал, за малата Вања и Панче Жежовски. Останува да ги следиме сите случувања кои што ќе се развиваат во однос на ова. Нашите колеги ќе бидат секако таму, а преку нашиот сајт ќе ги известиме нашите гледачи. Денеска може да позборуваме малку доколку не ти пречи Скопјанец, си така? Да. 80 години од ослободување. Мајка ми сум ослободување. стар Скопјанец. 80 години од ослободување на Скопје. Да направиме една паралела. Јас во најавата споменав дека било снежно ноемвриско утро на 13 ноември. Денес не е снежно и тоа се разликува, но и многу други работи. Има тука многу работи кои што се непознати или малку познати за јавноста од самото ослободување на Скопје. Имав прилика во минатото да разговарам со некои луѓе, например тука би го издвоил Данило Коцевски, нашиот најголемиот хроничар на Скопје, на повоено Скопје, кој за жал не е помеѓу живите, тој беше и наш колумнист тука, па водевме. И многу загубивме од кога го нема Коцевски. Па го загубивме знаењето за Скопје. Да. И со него имав прилика да водам неколку навистина податни разговори, тој така, знаеш и многу митови, легенди за ослободувањето на Скопје и начинот на кој партизанските трупи влегле во ова. Тоа време веќе не се партизански трупи, туку тоа е војска. Така. Тоа е права војска и како имало дури и некакви бугарската војска била таму некаде во Зеленикова, ако не се лажам, и генерал Михајло Апостолски рекол, ако влезе еден бугарски војник на оваа смотра, вика, ние ќе го биеме, значи имало и таква некоја ситуација. Во секој случај, Скопје е 80 години слободно. 13 ноември во 1944 година е ослободено од фашистите и од нивните соработници, кои ги има навистина многу. Но тоа не е крајот на борбата на тие луѓе, тие потоа одат на Сремски фронт и голем дел од нив го даваат својот живот за таа севкупна борба против фашизмот и нацизмот во Втората светска војна. И сега, ќе кажеме како ние сме воопшто потомци на такви диви јунаци. Но во контекстот на времето веројатно било така и народно-ослободителната борба во Македонија започнува многу срамежливо со некои стотина партизани кои во 41-та година, тоа знам еднаш од Коле Чашуле, стариот, гледав еден документарец кој вели дека при Лепскиот одред бројал едва стотина членови, док за неколку месеци останале меѓу живите и незаробените тројца-четворица биле. Така да тешко било многу. И тогаш било многу тешко, но на крајот се успеало. Нормално, има тука и глобален порас на нацизмот, големите сили успева да ја победат и Германија и нивните сателити, но сепак и тој наш микропридонес во таа борба, особено она константно попречување на железницата Солун Будимпешта или Солун Виена, едноставно имала големи
како да кажам, предизвикувала големи проблеми за силите за централните сили во Да, факт е дека постојано сме во некоја мака, но пракосиме на секое време. Убаво вели Петре Мандревски. Или го трпиме. Многу цитирано и многу зборувано, но едно од моите омилени, да, македонскиот народ е пире и дефинитивно е тоа така и Скопјани очигледно се не, секогаш пире. ми пречела на Петре таа сега пире. Таа изјава. Па да, ја никош никош не сакам. Пиреот е сепак е нели онај коров, штеточина е. Пиреот е сега нели кој ќе споредите народ во ред, нели тој пркоси на се и повторно расте, така колку и да го сечеш расте. Обстојува, да. Ама штетен е, затоа не би сакал да бидеме споредени со пире. Тоа не пречело секогаш до крај таа споредба, значи може да се најде некое поубаво растение од пиреот. Во секој случај, уште една споредба во однос на тоа како било некогаш и како е денес Скопје. Најголемиот и најгорливиот проблем е моментално воздухот, но секако и вулканото Скопје. Мислеле ли тогаш партизаните и воопшто луѓето кои што живееле, како тогаш, ако си замислиме пред 80 години, било чисто и убаво Скопје и урбанистички како изгледало и сето тоа? Ако направиме една споредба. Години Чисто сакам да направам таа споредба, една слика да им презентираме. Бидејќи си писател, верувам дека одлично ќе им го доловиш тоа на нашите гледачи. Добре, и за Скопје имам и навистина многу истражувања. Сега Скопје е релативно мал град, тој значи од кога се гради браната Матка, тој 1929 година од оној нели легендарен скопски градоначелник кој е потполно заборавен, не ви ја го подзаборив во моментов, Михајловиќ се презиваше. Значи од кога изградена браната на Матка, Скопје кој е релативно мал град во тој, многу помало денеска, нели? Така. Се снабдува со електрична енергија исклучиво од хидроцентрала. Тој е нели најеколошкиот начин на производство на електрична енергија. Има релативно мал број на возила. Сега мал ти е веројатно не ја знам точната бројка, но не повеќе од неколку стотици. Лади. Не лади. Не лади. Не, сгрешив. Што имало? Што имало тогаш? Што имало во тоа време? Па веројатно биле повеќето германско и француско производство. Предпоставувам дека имало најмногу Реноа, Ситроени и веројатно некој Фиат. И да кажеме, по слободувањето 60-та година Фичовци доминирале. Фичо, да, Фичото било. Но немало многу возила. Имало многу велосипедисти. Имало, да, значи, многу бил велосипедисти. град на велосипедизма. Ама мал бил градот, значи градот бил од сега што е Рузвелтова улица, значи кај како се вика Зоолошката градина, едната меѓа, до Маџар Мало, нели, кој се уште има некои остатоци од тоа мало, таму кај острово некаде завршувал градот. Подоцна и острово е по ослободувањето одма направено, ама тоа аеродром што е, нели што го знаеме, тоа јас бев дете кога се градеше, значи тоа е нова работа. Вамо беше чаер до стадионот, но стадионот веќе ниви, веќе полиња, нели, не веќе село некое позади стадионот. И ваму до црквата Света Петка како веќе една тешка периферија на Скопје, значи на северната страна, на јужната страна, извинете, на кај Водно. Значи тука негде она кај што сега подвожњакот на она славна улица Бихачка. Така. Значи тука некаде е крајот на Скопје, тука е нели во таа линија и монополот и нели нема тука, немало ни индустрија, немало ни некоја расширена, немало ни бетонизација, немало ни ништо. Поземни отресот започнуваат и еколошките и урбанистичките проблеми на Скопје. Кензо Танге има еден нели супер идеја за еден супер модерен град, која нормално не заживува, бидејќи сме ние такви по природа. И ние правиме сосема нешто поинакво. И тоа ни прави еден сообраќаен хаос, еден урбанистички невкус, јас би рекол, нели, од Скопје. И сега на тоа, кој ќе ставиме Скопје 2014, тоа е навистина
навистина една катастрофа од градот. И во Скопје денеска има илјадници автомобили. Во меѓувреме Скопје доби една навистина сериозна индустрија, нели, што беше дел, нели, од таа социјалистичка експанзија во 50-тите, 60-тите, 70-тите и 80-тите години од минатиот век. Една многу сериозна индустрија, па потоа требате, нели, да ги загреете Скопјани, па имаме топлификација. Поминете од ке-ожакот на топлификација да видите како тоа изгледа секој утро. И нормално дека Скопје сега е еден од најзагадените градови во светот, особено поради тоа што географијата е таква, односно Скопје е котлина и е, нели, обкружено од сите страни со планини и тоа едноставно не може поинаку да биде. Значи се создава тој ефект на така наречена стаклена градина, нели, кога при стабилно студено време едноставно овие што се гасовите, нели, кои се издувните гасови не ја напуштаат котлината. Да. И тоа го имаме секоја зима. Да, и вчерашната насловна на Слободен печат навистина беше и вознемирувачка. Морето на Скопје погледнато од страна на водно, секако морето под наводници, тоа беше тој загаден воздух кој што доколку го гледаме од таа перспектива на водно изгледа како едно загадено море. Благодарам многу, Сргјан, за тоа што направивме една временска машина заедно со тебе до Скопје, за Скопје. За ова ни треба цела емисија. Треба цела емисија. Јас сакав чисто за гледачите Скопјани кои што не гледаат да направиме, но секако и за цела Македонија, за оние кои што не гледаат, една ретроспектива, едно враќање низ времето на нашата убаво Скопје по повод 80 години ослободувањето. Благодарам што ми помогна. Јас за Скопје можам 24 часа да Ќе имаме можеби и некоја друга прилика. Благодарам што ми помогна околу тоа со до твоето познавање. Секако во продолжение не ја изоставуваме и нашата редовна рубрика посветена за светските случувања. Меѓународната анализа е она што следи на Слободен печат. Бидете тука.